Добар ден, почитувани. Ја следите на новата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Промените во ребетниот столб се мошна чести, пред се во вратната и слабинската регија. До какви симптоми доведуваат овие промени? Дали секогаш ќе биде присутна болката? Како се диагностицираат и лекуваат? Во неврохирургијата постои едно правило, да не се дозволи болката да трае подолго од 3 до 6 месеци. Зошто? Имаме навистина многу прашања кои ќе ги упатиме на денешниот гости, доктор Михаил Таушанов, специјалист по неврохирургија, секако во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а ќе имате можност да се вклучите во програма со ваши прашања. Останете на Телма. За проблемите со ребетот, денеска разговараме со доктор Михаил Таушанов, специјалист по неврохирургија во приватната болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добре ве најдов, чест ми сум тука меѓу вас денеска. Денеска имаме една тема која што верувам дека засега голем дел од гледачите, бидејќи проблемите со ребетниот столб се исклучително чести. Колка е веројатноста да се појави некаков проблем во вратниот дел на ребетниот столб, со вратот? Се почесто имаме проблеми во вратната кичма, затоа што младите луѓе кои што работат постојано на компјутери, кои што се постојано на телефоните, имаат неприродно искривување на положбата, значи имаат флексија која што не е природна и која што со тек на време се наталожува и почиња да развива болка, кои што сепак затоа што се работи за млади луѓе се игнорира, или затоа што вежбаат, што се физички активни, таа болка успева да ја покријат. Би рекол дека секој четврти до пети човек во нашата животна средина се соочува со болка во вратната регија. Започнавте со нешто што се нарекува технолошки врат, односно сите ние користиме мобилни телефони, гледаме и во екранот на компјутерите, поради тоа ни се јавува и проблемот во вратот, но што значи за вратот наведнувањето нанапред на главата, благото наведнување, а што на поизразено? Так. Технолошки врат, значи како што спомнавте, е дијагноза која се појавува кај пациенти кои што се на телефон и кои што се пред компјутер. Таа болка освен во вратната регија се јавува во едното рамо или во патката што е, зависно која рака доминира. При наведнувањето што нормално е дека во дај момент ќе имаме флексија, меѓутоа по долготрајната позиција, по долготрајното наведнување напред, ние ги воспалува мускулите, и со тоа се прави поголем притисок истовремено и на дискусите кои што имаат за функција да ја држат стабилноста на нашиот врат. И полека тие дискуси почињаат да ја губат својата нормална анатомска варијација, односно анатомска природа. И подоаѓа до нивна полека лизгање или дегенеративни проблеми кои што не пројавуваат болките кои што претходно ги спомнавме. Ги споменавте младите, дека се тие всушност најизразени на овој проблем, но денеска и возрастните држат мобилен телефон во рака постојано. Понекогаш и по цел ден се пред екран. Може ли кај нив да се јави истиот проблем? Кај нив се јавува и обично знае да биде поизразено, затоа што освен нормална, затоа што како што спомнав, младите луѓе кај нив мускулатурата е појака, целата и физички знаат да се поактивни, може да покријат, може сите тие симптоми и да не се презентираат, додека кај луѓето кои се постари, кои што веќе почиња и самото тело полека да се троши, симптомите знаат да бидат поизразени и да биде болката на поголемо ниво, каде што обично и затоа поголем дел од популацијата кои што бара помош се веќе во преку 55-та година. Ајде да поразговараме за ризик факторите кои што може да доведат до промени во вратниот дел на ребетот, што е со возраста, но и генетиката. Остеопорозата е една од што се јавува, тоа што дефинитивно е со генетска предиспозиција. Меѓутоа, неактивност, односно немањето физички активност, луѓе кои што се улежани, кои што цело време се во седечка позиција, или пак луѓе кои што постојано креваат тежина, особено физичките работници, луѓето кои што се
пред Градилишта, инструмент, така. градилишта, меѓутоа сега да ги кажам и во текстилната индустрија, Аха. многу имаме и пациенти кои што се во текстилната индустрија, кои што работат, кои што со рацете имаат, тие најчесто не страдаат. Специфична положба имаат и на телото, Специфична вратот е позиција, да, нанапред. така, некоја тајна... Односно, главата е нанапред. Наведната глава, на рацете надапред, доволно да ги подигаат рамењата, а главата да им биде под флексија и да има таа предиспозиција за развивање на цервикална дископатија или стеноза, зависи која. Доколку во семејството имаме некој близок член со ваква диагноза, Да. имаме зголемен ризик и ние да ја развиеме? Може да зборуваме за наследност, за ако е повеќе ако е генетска генетска предиспозиција како остеопорозно во аспект дека луѓето кои што имаат остеопорозност на кај што коските почињаат полека да дегенерираат, побрзо, тогаш би требало да се направи испитување и тие луѓе кои што имаат фамилиарно би требало да се контролираат и да очекуваат дека би можеле да развијат побрзо од здрав човек. Меѓутоа, обичната патологија без разлика на генетската предиспозиција е може да се појави во било кое време при некој физички напор или некоја надворешна сила, при некој поддигање на тежина. а некои болести како што покрај остеопорозата, како што е реумата, Реумата исто е ризик фактор, меѓутоа обично луѓето кои што имаат реума не имаат болка низ целото тело, значи не им е локализирана чисто само во вратната регија или во лобалната регија, туку тие луѓе знаат да бидат константна болка, меѓутоа да убаво спомнавте дека има еден од ризик факторите кои што може да придонесе за развивање на оваа патологија. доктор, седичкиот начин на живот, веќе споменавте дека е сериозен ризик фактор, а што е со долготрајното возење во автомобил или пак во некое друго моторно возило? Луѓето, да, ова е интересно што го спомнавте, пациентите, значи професионалните возачи особено што се камионџиите, они имаат доаѓаат кај нас многу често и се јавуваат кај нив е болката во вратот и во едната рака, односно во доминантната рака, тоа што најчесто е десната рака. Воланот Во воланот се дигаат вака, дигната им е раката, долно им е дигната за да има искривување во вратот, а со едната рака ја држат пред нив. И таа позиција е истата како луѓето кои што работат на компјутер. Аха. И поради тоа истите овие пациенти ама тоа што се луѓе кои што се обично и многу силни, кои што толерираат силна болка, кои ќе дојдат кај нас веќе болката и самата патологија изменета, самата анатомска структура се изменет и секогаш они доаѓаат во некој потежок стадиум од што би било ако се реагирало одмах, се јават, да, при првите симптоми. Дали болката секогаш е сигнал дека се случува нешто лошо во вратот? Најчесто да. Значи, особено болка која што перзистира, најдобро да го дефинираме. Има луѓето обично се јавуваат имаат блага болка. Прво секогаш почиња со нека блага болка која што се припишува на лошо спиење, немање добар одмор, неколку дена лоша позиција и минува само од себе, може да пројави ќе се Не напета ноги. перницата, душекот. Така, или ќе сменат нова перница, ќе купат така, душекот или биле на пат, па тамо не се погодил смештот. Сето тоа и после тоа е како дека во ред, не е страшно дека поминава само од себе. Ќе се измасирам. Така, особено масажата помага или пливање, или на физикална бањска без било кое снимање и ќе помине болката. Меѓутоа, после тоа ќе се повтори после 3 месеци, или неколку месеци ќе се повтори пак, малце појак интензитет, меѓутоа повторно ќе помине таа болка и после 6 месеци, година или неколку години кога ќе дојдат веќе перистирашка болка. Со други зборови, во дајни моменти може да биде сама болка, меѓутоа кога ќе се појави втор пат рекурентно, више би било позив да се јави на доктор, на лекар, да се направи испитување, се види дали таа болка доаѓа од дискусите, од промена на цервикалната регија или се работи за може нешто по-влаго, односно како мускулен спазам, да е само мускулите се фатени, каде што е полесно за решавање, нема трајни последици. Докторе, дали оваа болка од вратот, понекогаш може да ја чувствуваме како главоболка? Значи да немаме проблем во вратот, да не чувствуваме болка, но да имаме упорна главоболка? Може, меѓутоа обично кога ќе дојдат истите тие пациенти на преглед, при инспекција, при допирс, при некои позиции кои што би ни покажале, се гледа дека сепак болката е во вратот. Како изгледа всушност таа болка?
односно Како- главоболка, што потекнува од вратот, се нарекува цервикогена. Цервикогена, да. Почиња болката тука, значи обично тоа се на високите делови од вратот, каде што Добре. почиња на болка од позади и се шири позад дивото и ги зафаќа овие делови, значи над увото, темпоралниот дел на главата и позади. И се осеќа како едно затегање и како болка која што при некои движења уште повеќе се интензивира. Тоа што Само на едната страна од главата е? може и на двете, може и на едната, може да биде унивателарна, може да биде билателарна. Меѓутоа обично се затоа што при некои движења, особено тоа што пробува да направат флекси или ротација на главата, најчесто знае се потенцира. Значи тогаш е попотенцирана, поизразена, посилна, може да трае долго време, цел ден. Може да трае особено ако не е земена терапија, односно некој аналгетик, таа болка може да персистира и знае особено ако после некоја физичка активност уште повеќе да се потенцира. Обично тие луѓе знаат да мируваат да легне до одморот и да се смири болката, меѓутоа после некој ден повторно се повтори При некој движење. Да. Значи само при движење се јавува, така? Може да персистира во мирување, меѓутоа при движење, особено при ротација на главата, знае да се потенцира, да се интензивира истата болка. Дали овој тип на главоболка лесно се диагностицира? Може ли да остане непрепознат? Некој да смета дека има мигренални болки или пак некој друг вид тензична болка и слично? Главоболка. Технички на почетокот може да се погреши за некоја мигренозна, меѓутоа колегите од неврологија, обично што прво колегите од неврологија гледаат оваа патологија, ќе пробат и ќе видат, ќе сватат дека не се работи за нивната патологија, односно не се работи за главоболие. И во тој момент ќе ги препратат кај нас кај неврохирургија да ги видиме. И обично каде лежи проблемот, во кој дел од вратот, кај кои пршлени? Обично за ваква болка да биде се во горните пршлени од C2 до C4, може C5 ретко да го фати. Тоа се првите? Првите 4 пршлени да ги фати, ретко петиот пршлен да даде главоболка. Нервите всушност доведуваат? Нервите што излегуваат оттаму доведуваат до проблем или самите пршлени? Пршленот сам по себе нема никаква инервација, меѓутоа кога ќе излезе тој пршлен во каналот ги притиска нервите кои што се и тие нерви ја даваат таа главоболка, затоа што се такво е ширењето на патишта, таква инервацијата. А кој страда почесто од овој тип главоболка? Дали се тоа мажите или жените? Мислам дека за некој процент жените почесто страдаат од овој тип на главоболка. Лесно се решава проблемот кога ќе се обратат на неврохирург? Зависи во кој стадиум. Прво мора да направиме испитување, да потврдиме дека се работи за наша патологија, еве конкретно ако се работи за дискус. После тоа гледаме колку е тој дискус излезен, дали колку притиска и дали може да се решава конзервативно, тоа што сите пробуваме на конзервативен начин да го решиме проблемот. Меѓутоа во некои случаи каде што освен болката почиња да имаме слабост и во раката, особено изразено кај што почиња да трнат прстите, да се осеќа како дека им спаѓаат предмети, тогаш и со конзервативно не може, тогаш се размислува веќе и за оперативниот начин на лекување. Пред да преминеме на третманите, ќе се задржиме уште малку на симптомите, докторе. Дали може да се јави вртоглавица како последица на промени во вратот? Може. Затоа што самата позиција која што ја држиме не е природна и телото пробува на секаков начин да компензира. И главоболките кои што обично се јавуваат пред таа вртоглавица, значи претходи главоболка на знае обично вртоглавицата, да има некоја главоболка, може да не биде наеднаш едно по друго, и да биде некој ден претходно или недела или месец, меѓутоа знае обично да претходи главоболката. И во дадени моменти може да се појави таа вртоглавица, обично се јавува при некој нагло станување, нагло движење на главата, и тоаш меѓутоа луѓето е ретка ситуација, поретко е да речеме вртоглавицата да биде поврзана чисто само со вратот, да. Со промените во вратната реќа. Но ги има? Ги има. Ги има. Кај луѓето се јавува голем страв кога ќе забележат вртоглавица и обично не го поврзуваат тоа со вратот и со рбетот.
Така е. А зошто рбетот всушност? Знаеме центарот за рамнотежа дека е во мозокот. Сега како се губи рамнотежа? Дека некои велат дека дури губат рамнотежа кога имат проблем со вратот. Затоа што рбетниот мозок е сам по себе продолжеток од големиот мозок, значи продолжува со големиот мозок е поврзан. И како целина функционира, значи иако ние го гледаме како на сегменти може да делиме, целото тело е една голема целина. И поради тоа самото движење испраќа кон центарот неприродна позиција и телото пробува на тој начин да компензира таа неприродна позиција и тука се јавува таа вртоглавица со цел да се намести да пробат. Докторе, може ли да се јави вртоглавица и без присуство на болка во вратот или пак некаква главоболка? Уште еднаш кажете прашањето. Дали може да не чувствуваме никаква промена во вратот, болка, никакви симптоми, а да се јави вртоглавица? Теоретски може, меѓутоа искрено во пракса многу ретки се тие пациенти. Како чисто за вртоглавица да искочи промената во вратот, обично секогаш е пропратена со барем во дајни моменти во некој претходно историјата ќе кажат дека имале болка. А како изгледа диагностиката? Првично, кога доаѓаат пациентите, ги приледуваме. Најбитно е значи, да се земе добра анамнеза, да се провери како идела симптомите кога прв пат се појавиле. Од кога ќе добиеме анамнезата, најдобра метода е магнетот. Меѓутоа, во ден некогаш најпрвично се направи рентген, затоа што е многу побрза метода и поевтина, со цел да се видат првичните промени. Затоа што на рентгенот може да ги видиме промената на прашинските тела и нивната композиција, односно како се наредени. И врз основа тоа да сугерираме или да индицираме понатаму дека треба да се доиследи со магнет. Значи, има различен начин на диагностика? Има различен начин и зависно од патологијата. Обично магнетот ни е златен стандард за диагностика на мекоткивните промени и на дискусите. Особено со рентгенот ни овозможува да ги видиме прашленските тела и дали тие задржуваат својата нормална структура, дали се како што треба подредени или пак има некој нивно изместување. Сега дојдовме до прашленската регија. Добро. Спондилозата е чест проблем. Добро. Во народот е познато како окоскување на рветот. Тоа значи што се случува со овие пршлени? Се спојуваат? Да, може да кажеме дека затоа што помеѓу како што ви кажав, постојат, значи ова да речеме, ако едното пршно се ова другото тело, и помеѓу се наоѓа дискусот кој што возможува да нема триење. Може вака да покажете кон камерата за појасно да биде. Еве ви, ова е вашата камера што свети. Меѓутоа, затоа што иначе би се удирало со време било удар едно во друго пршно тело и би се нарушила нашата можност за флексија и за екстензија, би биле фиксирани, нема да може ништо да прави. Со старењето почињаат тие дискуси полека да ја губат својата да губат водата, течноста што се наоѓа во нив, тие се желатинозна материја и полека почињаат да дехидрираат. Како што дехидрираат или како се излеваат, зависно дали има во каналот дали се излеваат или не, тие почињаат да се спојуваат помеѓу себе. Како што спојуваат помеѓу себе, почиња да се појавува таа болест на слепување, што е викаме. Почесто претпоставам дека ке возрастните? Ке дефинитивно кај постарата популација. Бидејќи дегенеративен процес опишавте? Да. Може ке младите да биде присутно? Искрено многу ретко се случува, тоа што кај младите би треба може да се јави после некој травматска повреда каде што има удар на прашленските тела едни од други, па позади тоа каде што се излеа од дискусот, па поради тоа да има. Меѓутоа ова е болест на старата популација. И каков е првиот симптом кој што укажува на овој проблем? Слични симптомите, меѓутоа прво би се болката би била една од првите симптоми. Вкочанетост? Така е. Каква вкочанетост? Неможност за наведнување. Обично пациентите се жалат дека не може да се наведнат или кога ќе би се наведнале да земат нешто што им е паднато, како ме боли грбот, не можам или пробуваат да чучнат и од чучната позиција да го земат предметот. Не можат, како да речеме, моите луѓе се наведнат да биде под. А ако се напведнат, лесно може да се исправат или тоа е? Ќе осетат огромна болка и после тоа обично се фаќаат со прстите позади за да си помогнат на некој начин за да ја намалат таа болка. И сега уште може да се
интензивира понатаму бидат вклучаните повеќе денови, тоа што обично и примат викат и брза помош може да даде аналгетика со цел да ги ослободат од болките од. А болката може ли да се шири на другите делови од телото? Еве споменавте во главата, може главата, да манифестира главоболка, но што е со останатиот дел од телото? Ако е на вратната регија, еве конкретно да кога сме, најчесто тоа што страдаат меѓу C5 и C6, тие се прштански тева каде што се најде дискуси кај што некои излеваат, болката ни се јавува има болка во рамото која што иридира низ лактот и понатаму низ прстите. И најчесто ги фаќа овие три прста, значи првите три прста се најаќе фатени. Како трнење, како осет на мравки. Како мравки да лазат, обично се жалат пациентите. Меѓутоа и некојаш ќе се доаѓаат напред како доктора ме боли вратот, потоа доктора ме боли само раката или осеќам трнење во раката и кога ќе земува анамнеза кога ќе прегледаме убаво, доаѓаме до нивната патологија дека уствари не е конкретно во раката, туку почиња дури од вратната регија. Спондилозата може да доведе до таков проблем? И спондилозата може да доведе до таков проблем, меѓутоа најчесто ваќе дискус хернијата е главна. А кога зборуваме за спондилозата, Добре. дали таа може да предизвика зуење во ушите, шум во ушите? Искрено, во многу ретки случаеви Тој што позната како тинитус. Тинитус, да, како зуење баш тинитус, тоа, меѓутоа самата спондилоза треба да биде на повеќе нивоа да бидат. Значи, вие ќе збориме за понапредни дегенеративни патологии, каде што повеќе дискуси, повеќе нивоа на прштенските тела се зафатени. Затоа што обично кога едно од две нивоа телото успева да компензира на некој начин. Меѓутоа кога се повеќе изразени, да, затоа што како што претходно кажавме, исто така како вртоглавицата што може да се појави, така и ова зуење во дајни случаеви може, меѓутоа пак е поретка ситуација. Многу поретко од тоа што клинички значи кога ме теоретски да, објаснето е, постои и сме имале пациенти, меѓутоа тие се секогаш како некоја секундарно во однос на примарните болки кои што би се појавиле во вратната регија и лимитираното движење на вратот. Доктора, гадење, повраќање може да се случи како резултат на последица на некаква промена во рбетот, еве ако има некаква вртоглавица, па или ретко тоа не е? Гадење можда, меѓутоа повраќање не сме имале до сега, не се начека пациент да повраќа од болка во врат. Така. А што е со мускулатурата во вратната регија? Дали таа создава некогаш болки кои што наликуваат на некој сериозен проблем со рбетот? Би можело да мускулатурата да ја дае таа патологија, особено овие кои што се физички активни, кои идат од теретана или кои што вежбаат поречки вештини, затоа што доаѓа до воспалување на мускулите. И таа болка е слична исто како што би била при дискус хернија или при некоја цервикална стеноза, знае да е сличната патологија. Единствена разлика е што, како што спомнав претходно, трнењето или да се шири болката повеќе е локализирана на таа регија. Тоа е кај има воспалување на мускулатурата, повеќе е локализирана на еден момент, значи на една регија и околу таа регија се шири, нема како нерв некој што е компримиран, понатаму да се шири дистално. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Предпоставам дека ќе имаат прашања поврзани со темата на која што зборуваме, бидејќи проблемите во вратната регија на рбетот, но и слабинската, за која што ќе проговориме подоцна, се исклучително честа патологија. Гостин во студиото ни е доктор Михаил Таушанов, специјалист по неврологија во клиничката болница, односно по неврохирургија во клиничката болница Жан Митрев. Доктора, ние сега продолжуваме понатаму, ќе проговориме за дискус хернијата. Вие неколку пати споменавте дека се јавува дискус хернија на вратната регија. Сега, дали е попроблематично ако дискус хернијата се јави во вратот, отколку во некој друг дел од рбетот? Во вратот секогаш е посериозно, затоа што сепак центрите почињаат од главата па се шират низ вратот. Додека и ако има сериозно се што е дистално, односно инфериорно под вратната регија,
може да биде зафатена ако е фатен вратот. Додека кога се дистаналните делови зафатени, односно конкретно во балната регија, обично болката е била од половината и симптомите била под, нема да се качуваат нагоре. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Значи, докторот што кажува сето тоа ја го осеќам. Значи, скроз левата страна ми е укочена. Имам болки во вратот. Носам од овие што се каже ги околовратници, носам ракавици, спијам со чарапи и се осеќам подобро. Меѓутоа, преку цел ден јас имам болки на левата рака. Целосно. Мислам, до стапалата. Значи, сето тоа што го кажува он... Така, претпоставам дека сте биле на лекар, бидејќи... Меѓутоа... И што ви кажа, на кој дел од трбетот имате промени? Дали знаете, имате ли некоја диагноза конкретна? Диагноза имам, значи, ја сум... Мислам, дали имате дискус хернија, дали имате спондилоза, дали знаете нешто такво? Имам све. Се имате, така. И со тај околовратник јас спијам со ракавици, спијам со чарапи, за да ми се смират болките. Така. Па претпоставам дека прашањето ви е што може да биде решение кај вас во еден ваков случај, кој што е прилично комплексен и верувам дека сериозно ви го нарушува квалитетот на животот. Ви благодарам за вклучувањето, докторе, што можете да дадете како совет? Прилично, како убаво саде во спојат, он има мака и во рацете и во нозете, не само во затоа што би носела за стапалата, а се жали главно за болката во левата страна. Прилично, ако не е направена диагноза, би било да се направи, да дое напред да направиме магнет на вратната регија, затоа што ова што ми го кажува личи дека промената почиња од гора и се шири се до долните делови. Иако не е исклучено да се патологиите на двете нива, односно да не се само на вратот, туку да има и на вратот и на ломбалниот дел, што се појавува. Искрено, без убава диагностика, без убави снимки, не можам точно да кажам, тоа што она веќе е лечена, примава терапија, значи некој од нашите колеги претпоставам дека ја гледал и самото тоа што делно има подобрување, односно навечер дека може да спие, меѓутоа, како што кажа, физички кога е активна, тоа се пројавува буките, се сомневам дека се работи за некоја поизразена состојба на дископатија и најверојатно на повеќе нивоа. Ќе ги вклучиме и следните гледачи, само имам едно подпрашање за околовратниците што се носат. Дали тие можат долго да бидат употребувани? Тие имаат многу убав бенефит кај пациентите, особено во акутниот дел кога се јавува болката, затоа што ја отпушта мускулатурата и дозволува да има правилна позиција да се држи вратот. Додека се прима аналгетика, додека се смират симптомите, тие знаат и долго време да бидат решени. Иако се препорачува со контрола со докторот кој што ги води колку време да се носат. Бидејќи слаба е мускулатурата на вратот. Точно, тоа што е преземално функцијата на мускулатурата и не може вечно да бидат. Меѓутоа, до 2 недели, каде што навечер нормално може да се извади во дајни случаи, мекиот околовратник со цел да се отпушти. Ќе ги вклучиме следните гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Се јавувам од Радовиш. Јас исто така имам проблеми со рбетот. Да, бев на снимање на магнетна резонанца за приватно и ми е, еве ќе го прочитам резултатот. Само да не предолг ќе ве замолам. Спондилоартрозни промени, тораколумбално, дехидрација со дегенерација на дискуси на сите нивоа. Исто така имам широкобазни дискални протрузии од дел 2 до S1 дорсално
и истите се со компресивен дефицит на медула спиналис, негова стеноза најмногу изразена на L2/3 и L4/5. Меѓутоа, докторот, ама што ме снимаше, не ми даде никакви лекови, само ми рече да одам на физикална терапија. Без на физикална терапија, моментално 10 дена без, и моментално малку ми се смирија болките, ама сега има толку страшни болки во грбот, а и во предниот дел, во градниот дел. Па што да правам? Што да правите понатаму? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе, што би можеле да дадете како совет? Врз основа што го слушнавте. Да, кажам да, не можам да замислам, затоа што не ја гледам снимката, тоа е многу луѓето мислат дека едно е ради ова што гледа, друго е ние што гледаме, обично се поквапуваме во мислењето. Меѓутоа, по тоа што сватив дека има сериозна протрузија на дискусите од L2 до S1, мислам дека кажа пациентката, тоа се потенцијално, се пак ќе речам, не ги гледаме, меѓутоа самата физикална штом целосно не поминава и на повеќе нивоа би било убаво да дојде на преглед со цел да видиме дали оперативното лекување би можело да го предложиме кај неа. Исто така, кај овие пациенти кај што имаат комплексни дископати на повеќе нивоа, знаеме да направиме и електромиографија, односно EMG, да видиме на кое ниво и кој дискус е највеќе зафатен, со цел да направиме поточна дијагноза. Имаме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, значи, се работи за помлада личност за разлика од бабите, меѓутоа со истите симптоми. Како, сум била исто кај докторов на преглед, беше на клиника, сега не разбрав каде. Во клиничката болница Жан Митрев. Во Жан Митрев е сега, јас бев на клиника, имав проблем во вратниот дел, направивме тогаш магнетик, се констатира дискус хернија. Добро. Имам исто така во долниот дел проблем, дископатија со жилогија. Ме интересира препорака како ова да не прогредира понатаму. Да немате само уште некој подпрашање, докторе? Кажете ми само, кога било ова, пред колку време? Пред 2 години. 2 години, добро. Сега како се чувствувате? Овој период. Како се чувствувате сега? Па не ги немам тие болки, тогаш доев не можев ни да пијам лекарства. Тие неподносливи болки, меѓутоа ме затега од вратот, рамото надолу, чувствувам постојано. Така. А не превземам ништо. Ниту физикална, ниту вежбање, ниту пливање. Мислам дека ме препорача, дека сум со мало дете, како тоа јас да го изменаџирам. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Имајте пријатен ден, повелете, докторе. Добро, значи првично симптомите кои што сватив нема голема прогредирање, значи не се влошуваат, меѓутоа кај би било положено, значи кај пациенти кои што веќе диагностицирана дископатија, да внимаваат на сопствената тежина, односно тежината знае да ги потенцира овие симптоми, уште повеќе. Физичката активност исто така, веќе сум кажал пливањето дека помага, тоа што тоа се негира од гравитационот отвор е намален и може полесно да се прават вежите без да се плашиме дека ќе се повреди нешто или ќе се направи полош. Исто така кога пациентите идат кои вежбат веќе ако се физички помлади, физички активни пробуваат да идат во теретана, вежби каде што кичмата е потребна, односно да ги нема тие дедлифтинг или состојби каде што е неправилно позицијата на рбетниот столб. Сега тоа што веќе сум во клиниката Жан Митрев, слободно може да дојдат на контрола, да ги поновиме снимките и да ги споредиме пред 2 години како било. Затоа и да дам врз основата што понатаму, тоа што може да има да и почната некоја дехидратација, може да има и некој минимално подобрување, може да е нешто влошено. Ако е влошено, значи потребни се контроли редовни. Обично ги правиме контролите зависно од патологијата, некогаш се на неоконели, на 6 месеци, на година, зависно и од симптомите и некои пациенти во се смирува болката и ете како 2 до 3 години нема никој да се поноват. Меѓутоа кај некои луѓе се појавуваат и за 3 до 6 месеци, после тоа ја одма на контрола да видиме што се случи. Докторе, оние кои што имаат проблем со вратот. Да.
кога сме ке пливањето. Да. Дали треба да пливаат грбно или може да пливаат како и да посакаат? Како и да посакаат, нема да имаат проблем? Па затоа што водата самата ќе им покаже колку можат, значи самата таа екстензија кога седе ќе им покаже до која состојба можат да ја прават таа позиција. Кога ќе осетат болка, природно е дека нема да може да форсираат понатаму. Ама и тоа е убавината што не може да биде нагло, нема таму нагви трзе и нагви движења кои што би ни направиле некој додатно повредување. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, Повелете. добар ден. Во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Сакам доктор ми постави едно прашање. Секако, ве слушаме. Во животот два пати ми се дешава да добием вртоглавица. Дали е тоа од главата или од дрветот? Дали таа вртоглавица се потенцира, дали осеќате како некој период пред да се појави вртоглавицата, некое друго чувство, дали при нагло станување, дали сте имале проблеми со притисокот, со шекерот? Така, дали ги слушнавте прашањата? Господине, значи дали вртоглавицата ви се јавува при нагло станување, дали претходи нешто на таа вртоглавица, имате ли проблем со притисокот или пак со шекерот во крвта? Мислам дека гледачот... Да ви кажам искрено, јас мислам дека од притисокот, значи може да е од притисокот тогаш. Аха, значи имате покачен крвен притисок. За тоа ве прашам што вртоглавицата, ако е со препратена и претходно со некоја болка во вратната регија, би можела да биде. Меѓутоа, чиста вртоглавица, како што спомнав претходно, обично е поретка симптоматологија на само заболување чисто на вратата. Освен ако не е при некое нагло движење или ако вие работите тешка физичка работа и ставате терет на вратата и после тоа ви се јавува болка и вртоглавица, ако чувствувате, тогаш би можело. Меѓутоа, обично први би се посомневале на контрола на крвниот притисок. Докторе, во неврохирургијата вела дека постои едно правило, дека по секоја цена треба да се спречи перзистирањето на болката подолго од 3 до 6 месеци. Зошто е тоа така? Тоа е правило во кај пациенти кои што има неиздржлива болка. Затоа што сакам со ова, многу пациенти сите што доаѓаат кај нас имаат болки кои што ги толерираат подолго време и во еден момент стануваат неподносливи. Меѓутоа болката е сепак субјективно чувство. Затоа што толеранцијата на болка кај различни луѓе е различна. Некои на најмала и секотина знаат да вришта, да пискаат дека се ги боли. Еве, жените ќе родат дете, па како ништо не било. Што сакам со тоа да порачам? Кога кај пациент имаме дискус или стеноз, или имаме патологија која што може да бара оперативно лекување и која што пробуваме да ја лечиме на конзервативен начин. Меѓутоа, истото тоа, после 6 месеци на сите конзервативни методи се исцрпени, а нема никакво подобрување, односно болката пациентот субјективно кажа дека нема подобрување или дека е рекурентна или дека дури се влошува, во тој момент пристапуваме на оперативно лекување. Меѓутоа, ова сакам да се знае дека кога оперираме некои пациенти, обично тоа е веќе долго време притисната некоја структура, односно нервот знае да биде притиснат долго време. И сега, рачунете вие на раката, некој ако вие држи стисната со години и после се трне таа раката, притисокот ќе осеќа чувство на притиснатост. И ние како хирурзи не можеме да го вратиме тоа. Меѓутоа, можеме да го зачуваме моторниот дел, односно тој што ни овозможува да се движиме. Обично веќе умбишиалгијата е карактеристична болка, каде што ќе ги оперираме пациентите, моториката им е феноменална или им се враќа. Меѓутоа, да чувството на болка знае да перзистира или пак по некој движење да се повтори, зашто тој нерв бил притиснат и било што понатаму да го притисне. Ако ние сме го соболили супстратот кој што притиска на нервот, знае да значи, подстранувањето и излекувањето на причината што довела до болка, може болката и понатаму да биде присутна. Да. Значи цел живот некој може да живее и похируршки од запад со болка? Похируршки, да, обично се намалува барем за 50% се намалува болката. Особено после тоа кога ќе се направи бањско лекување и со терапија, знае да се намали. Некои луѓе се целосно како постоперативно почињаат после 2 месеци да спортуваат како ништо да не им се случило.
Меѓутоа, кај некои пациенти, особено кои што е чекано повеќе, знае да биде болката да перзистира и постоперативно. Докторе, луѓето се плашат од операција на ребетот. Да. Мислам дека тоа се веќе дека од поодамна застарени ставови се каже во денешно време ризикот од овие оперативни процеси се помалку од 1%. Медицината е многу напредната, еве конкретно нашата клиника работи со микроскоп, така да ризикот на особено па на лобалните делови, на долниот дел ребетот е рутинска работа. И непотребен е тој став, мислам дека е неоправдан. Како изгледа процесот на операција, како изгледа процесот на опоравување кога е во прашање ребетот? Односно кичмата, народно кажано. Да, значи се прави колку што можеме најмал рез правиме на ребетот на местото кое што сакаме. Претходно тоа и го со рентген го потврдуваме, односно знаеме точно кој ниво сме секогаш. Ми отвараме мускулатурата, се еден дел од ламината, односно се јаде и ни се презентира дискусот кој што излегува. Тој диск го странуваме, се затвара по слоеви и пациентите утре дента се веќе вертикализирани. На вториот ден обично, третиот најкасно гледаме да ги пуштиме дома да си заменат. На 14 ден од приликата операцијата се вадат конците и в 6-та недела од оперативната се почињаат банјско лекување, кое што трае од 10 дена до 21 ден, зависи како ќе биде проценката. И со овете тука овие 2-3 месеци да има боледување, да не работат ништо и понатаму полека првите 6 месеци да не дигаат голема тежина, после 10-тиот месец до година веќе може скоро најнормално да крива тежината која што им бива и пред оперативното лекување. Споменавте дека не сите проблеми се решаваат, односно проблемот со болката и со одредени чувства не се решаваат и по операцијата. Но што доколку со дискус хернијата бидат зафатени нервите кои што се одговорни за дефекацијата и за уринирањето? Доколку некој има дискус хернија или некоја друга болест, како што се јавуваат вакви проблеми? Дали тоа е ургентна состојба, веднаш се преминува кон хирургија и дали хирургијата секогаш значи успешно излекување на проблемот? Зависно кога ќе се пријави симптомот и колку обично кога се јавува таа уринарна инконтиненција, односно немоња за мокрење, односно за задршка на урината, тоа е сериозна ургентна ситуација и мора да се интервенира во најбрз можен рок. Значи, најдобро е првите 12 часи, колку што е побрзо работењето, операцијата, односно траење супстратот кој што притиска на мозочното степ на ребетниот мозок, толку се подобри и исходите дека ќе се вратат понатаму, ќе може пациентот нормално да микицира и слабоста во нозете која што се појавува да се фатени, да се поврати. Меѓутоа, штом дошло до таа состојба, че секогаш постои ризикот дека точно најгова состојба, акутна состојба може да остане делом на слабост. Колкав дел од дискус херниите се решаваат со хирургија? Околу понапредните кои што траат, би рекол некои 20-30% ги решаваме оперативно, откако ќе се истрапат, пак ќе повторам, сите конзервативни методи. Значи, откога ќе пробаме се што може, конзервативно, со аналгетика, со физикална терапија, во тој момент кај пациентите немаме никакво подобрување, како што спомнав се претходно, кај што веќе со 3-6 месеци нема подобрување, дури во некои ситуации може да има и делно влошување, во тој случај веќе пристапуваме кон оперативно, иако главната индикација пак би кажал дека не е самото чувство на болка, тоа што болката е субјективно, туку е објективно дали се појавува полека слабост во мускулатурата. И тука уствари доаѓаат и постоперативно, кога ќе речеме, ние сме задоволни од исходот, што пациентот се движи, меѓутоа пациентот вика, мене ме боли. Тоа е сензација, меѓутоа објективно вие може да се движите, не сте инвалид. Така. Се враќа состојбата или тоа што било од земеност кое што не можело да дигнат ногата или од тежната дигале ногата при притисок,
ако се придържале пресак, не може да троши, има 5 степени. И сега постоперативно се враќа, веќе нормално може да самостојно се движат, меѓутоа болката се толерира и со аналгетика. Затоа пак ќе кажам, болката е субјективно чувство, не е објективен наод. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Сакам да го прашам доктор, тебе убаво ве слуша све, имам и јас проблеми исти такви. Имам дискус хернија на L1, тука L2 долу и многу болки. Болки 24. Нема смирувачка и ми трнат многу нозете и раците. Цела ноќ како да ме пецка нешто, како да ме... Не можам да заспиам. Што од болка, што од тоа пецкањето. И не знам, нешто совет, ако може, докторот. А применувате некаква физикална терапија во моментов? Вака, јас имам БМК оперисано, моментално не. Имам и вештачки колк. Аха. И сега десната нога едни пати ми се фаќа, дури не можам ни да ја надам скроз цела, треба да ја подигнам, па да ја вратам. Многу болки, многу. Да немате уште некој прашање, само прашање тоа што ви диагностицирано L1, L2 со рентген или со магнет? Па на рентген. Сват. Да. Затоа што симптомите вие што ми кажувате се две патологии. Тоа трнење на хипнозите обично доаѓа од подолниот дел на ребетниот столб. Ако иде до стапалото, претпоставам дека е од 4-5 или од 5-7. А горе што ги осеќате трнењата, претпоставам дека имате вие и од вратната кичма нека додатна патологија, затоа што претходно спомнав, ако е долниот дел зафатен на ребетот, не може да болат рацете. Додека ако е вратот зафатен, може да иридира болката во некои случаи и до нозет. Поретко, меѓутоа патишата е така. Значи, советот е да се направи магнетна резонанца? Советот е да дојде на преглед, затоа што веќе е опериран и колк и треба да се направи, да се види дали болката е чисто од ребетниот столб, односно од кичмата, која што може да биде секундарно да страда, или пак е примарно од колкот кој што е опериран, односно колегите од ортопедија кои што го следуваат. А дали проблемите со колкот и операцијата замената со вештачки колк може да доведат до проблеми со ребетот? Можат, меѓутоа во поредок случаи, затоа што колегите кои што оперираат одлично си работат својата работа и пациентите се вертикализираат, имаат најнормален начин на живот. Работата е колкот кога е оперирано, што може во дадени моменти да се фашат пациентите да стапнат на едната нога или да ја чуваат повеќе нога која што е оперирана и поради тоа да има искривување на самиот ребет. И поради неправилната позиција, неправилното држање, секундарно на тоа да се појават проблемите и во ребетот. Така, доктор, има уште низа болести со ребетот кои што можевме да ги офатиме, но ете имаме простор во денешната емисија, може би за ишија со тебе. И тоа е една исклучително честа состојба. Што е тоа точно ишијас? Ишијасот е најголемиот нерв што излегува од ребетниот столб, почиња од L4 до S3 и се шири до ногата, односно до стапалото, каде што дава енергија завршетоци на прстите. И најчесто заради тоа кога ќе се појави, затоа на L4 и L5 и L5 кои што се најчести патологии на ломбалниот дел, се јавува таа една жаречка болка која што боли и која што се чувствува како огнени мравки, кажуваат пациентите да им лазат насекаде и ги осеќаат се до прстите. Често се движи болката низ ногата? Се чисти болката од грбот и понатаму се шири се до ногата, па до прстот или до стапалото, зависи на кој дел е притисокот. И во дадени моменти, ако е поизразено, може да направи проблеми со стапалото, односно да веат отежне флексијата и екстензијата на стапалото. Честа патологија, пресеќаваме, не би требало да стимулира таа патологија, би требало да се дојде да се види што е причината, најчесто е дискус кој што излегува и да се даде правата терапија, нема потреба да се држи таа болка, да се не поминува, че е тешко да помине само од себе. Дискус хернијата се јавува и кај младите, и кај возрастните. Да. Што можете да советувате за да не дојде до неа, до оваа болест, која што потоа води кон низа други
компликации и проблеми. Физичка активност, да Добра. не се да се внимава при криевање на тежина. Тоа особено за младите кои што они може да, ако почувствуваат некое стеснување или болка и после наместо да мируваат, не ми е мене ништо, можам понатаму да ќе продолжам и уште поголеми тежини или некои движења кои што се поинтензивни, кои ќе дојдат веќе понапред на ситуацијата или се скроз уклучени, каде што не може се случи, особено кај спортистите кои што се натпреваруваат професионално, тоа е чиста работа, да не пропуштат тренинг, форсираат. А кај останатите луѓе значи да се знам дека живееме во такво време, меѓутоа да се избегнем, да пробуваме да избегнуваме колку може повеќе сме се време вака на телефонот и со главата наведната надолу. И да наоѓаме време да бидеме физички активни и да се внимава на сопствената телесна тежина. Тоа што е најтешко всушност. Да, особено сега после сите овие слави. Така. И седечкиот начин на живот исто така води кон покачена телесна тежина. Сите тие работи се поврзани во еден маѓепсан круг, од кој што очигледно современиот човек ќе мора да излеза, меѓу другото и за да си го зачува здравјето на сопствениот рбат. И споменавте дека доколку некој има потреба од операција на рбетниот столб, дека не треба да има големи стравувања, односно не треба да има стравувања, медицината отиде напред. Многу напред, рутинска работа е тоа, така да се што самите ние како доктори не би се нафатиле да оперираме некаде некогаш ако се сомневаме дека може да наштетиме повеќе на пациентот. Нашата работа на сите доктори е да пробаме максимално да им помогнеме без при тоа да направиме лошо. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за убавите појаснувања сликовите за сето она што представуваат овие нарушувања на рбетот. Благодарам што ме викнавте, ми беше чест да бидам ваш гост. Ми беше многу драго што се запознавме и што ми гостувавте во емисија. Почитувани, ово беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.